Податоците за стапка на инфлација само ги потврдија критиките на граѓаните, кои секојдневно ги анкетираме и кои велат дека од ден на ден се потешко се живее. Високите цени на основните прехранбени производи се жалат дека полека им стануваат луксус. Иако бројките покажуваат раст на инфлацијата од 4,5% во октомври, сепак најмногу се чувствува поскапувањето на храната за околу 7% на годишно ниво. Секое покачување на цените е дополнителен товар врз грбот на граѓаните. Знаете што, јас одам на пазар секој ден и страшно е поскапено се. Сите се поскапени основни производи, сите. Нема што не е поскапено. Поскапено се, ама и секој ден покачуваат нови цени. Да. А македонска плата е минимална, мала. Не сме во Германија, па покачуваат нон-стоп. Па, основни производи, конкретно да кажеме, пример сирење, кашкавал. Не зборуваме за сувоместните производи, но реално и тие отидоа далеко. 70% од нив да, се луксус. Веќе се луксус. За грото од населението е се луксус. Исто како до сега. Мислим дека не се многу зголемени. Барем од тоа што може да се види, што може да се процени на тезгиве. Поранешниот министер за финансии Никола Поповски во вчерашното гостување во Трилинг на телевизија 24 рече дека економијата не се движи по вистинската патека. Оваа власт мора повеќе да се фокусира на економијата, бидејќи на тој начин би се намалила инфлацијата и дупката во државната каса. Растот на буџетот треба да се диференцира што е растот на бруто домашниот производ во номинален износ, вклучувајќи инфлацијата, и заради тоа расте делот на одвојувањата за буџет. А што е реален раст? Тоа се гледа преку учеството на јавната потрошувачка во вкупниот БДП. Вториот показател е дефицитот. Вие рековте, предпоставувате дека ќе биде со задолжување. Господин Чобовски, нема друго освен задолжување за да го дефицитот форсирате. Другото е да продавате национално богатство. Шуми, јавни предпријатија, но тоа е една година и после тоа више ги немате. Ќе биде 100% од задолжување во оваа година според нацрт буџетот што е јавно прикажан, 600 и нешто милиони евра. Тоа задолжување ќе има цена. Јавниот долг веројатно малку ќе се зголеми. Синдикалната минимална кошница за октомври годинава, според пресметките на Сојузот на синдикати на Македонија, изнесува 65.544 денари, што представува зголемување од 467 денари во однос на септември, кога кошницата изнесуваше 65.077 денари. Најголемо зголемување е забележано кај трошоците за храна и пијалоци, кои во октомври изнесуваат 23.772 денари, односно повисоки за 378 денари во споредба со претходниот месец.